Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Акепсим, епископ Наесонски и други со него, светиот великомаченик Георгий и преподобниот Илија Египетски. Свештеномаченикот Акепсим, епископ Наесонски и други со него. 80-годишниот старец Акепсим, исполнет со секаква христијанска добродетел, седел еден ден во својот дом со своите гости. Тогаш некое дете исполнето со благодатта на Божиот дух притрчало кај стариот епископ, го целивало на главата и му рекло: "Блазе и на оваа глава, затоа што ќе прими мачење за Христа." Ова пророштво наскоро и се остварило. Царот Савори почнал люто гонење на христијаните по цела Персија, та и светиот Акепсим бил фатен и бил изведен пред некој магеснички кнез. Конфатениот и врзаниот епископ пристапил некој од неговите домашни и го прашал што заповеда во врска со домот. Светителот му одговорил: "Тоа повеќе не е мој дом. Јас одам безповратно во вишниот дом." По големите маки бил фрлен во затвор, каде што утредента биле доведени и Јосиф, презвитер и старец од 70 години и ѓаконот Ајтал. По 3-годишно темнување и многу маки, на Акепсим му ја одсекле главата, а Јосиф и Ајтал ги закопале до колковите во земја и бездушниците им наредиле на христијаните да ги удираат со камења. Телото на Јосиф по Божја промисла во ноќта го снемало, а на телото на Ајтал израснало дрво, марсин, што исцелувало секаква болест и секаква мака на луѓето. И така, тоа траело 5 години, па тогаш злобните и завидливите незнабожци го пресекле дрвото. Овие Христови војници пострадале во 4-тиот век во Персија за време на царот Савори. Поуки од светите отци. Со добрината, наклонетоста, љубезноста, со милоста може да засветлите на овој свет. Секоја, па и малата светлина, му е угодна на Бога. Свети Лука Кримски. Светиот великомаченик Георги. На овој ден се празнува преносот на моштите на светиот Георги од Никомидија во градот Лид Палестински, каде што пострадал во времето на царот Диоклецијан. Страдањето на овој прекрасен светител е опишано на 23 април. Пред својата смрт, светиот Георги го замолил својот слуга да му го земе телото по смртта и да му го пренесе во Палестина, од каде што била и мајка му и каде што имал голем имот кој го разделил на сиромасите. Слугата така и направил. Во времето на царот Константин во Лид бил созидан прекрасен храм на светиот Георги од страна на побожните христијани, па при осветувањето на тој храм светителовите мошти биле пренесени во него и овде биле погребани. Безбројни чуда се случиле од чудотворните мошти на светиот Георги, Христовиот великомаченик. Поуки од светите отци. Не се труди да истражуваш и да дознаваш за тугите дела, затоа што и во тебе самиот ќе се најде истото тоа поради што го презираш другиот. Свети Нил Синајски.
преподобниот Илија Египетски. Се подвизувал во близина на Антино, главниот град на Тиваида. 70 години проживеал во суров и непристапен предел во пустината. Се хранел само со леп и со урми, а додека бил млад постел по цела недела. Ги исцелувал сите маки и болести кај луѓето. Целиот се тресел од старост, се упокоил во 110-та година од животот и се преселил во радоста на својот Господ. Чувајте го вашиот ум од нечисти мисли за ближните, знаејќи дека нив ги уфрлуваат демоните со цел да го оддалечат умот од согледување на своите гревови и од упатување кон Бога. Поуки од светите отци. За време на молитвата, телото станува икона на душата. Свети Климент Александриски. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Благослови